Ќе има ли разврска на случајот со концесиската експлоатација на песок од пчиња кој ги загрозува животите на околу 5000 жители на селата Горно, Средно и Долно Коњари? Денес на терен беа директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ана Петровска, заменик премиерот Љупчо Николовски и министерот за екологија Насер Нуредини и најавија преиспитување на дозволата за концесија која на Прогрес компанија Долно Коњари му овозможува 40 години да вади песок и чакал од пчиња, иако селаните се жалат дека копањето им ја секнува водата во бунарите, предизвикува загадување и уништување на нивите, на бавчите и пасиштата и им го загрозува опстанокот во долината на реката. Надлежните денес најавија дека е можно и одземање на концесијата. Државниот инспекторат за животна средина на ден 21.1.2021 година изврши координиран инспекцијски надзор со Државниот инспекторат за техничка инспекција над правниот субјект Европрогрес ДООЛ село Долно Коњаре, Петровец. Правното лице ископува песок и чакал согласно договор за концесија за експлоатација на минерална суровина, песок и чакал, издадена во 2010 година, односно 2014 година со договор за усогласување и издадени дозволи за експлоатација во 2011 година за блок А и 2019 за блок Б. По утврдувањето на фактичката состојба од посетата на терен, доставивме допис до Управата за хидрометеоролошки работи заради добивање дополнителни информации. Имено, со дописот е побарано да се изврши проверка на усогласеноста на границите на концесиското поле со одредбата од договорот за концесија со која се забранува експлоатацијата на минерална суровина да се врши во крајбрежниот појас, кој изнесува 60 метри широчина зад линијата на допирање на 50 годишната вода. Управата за хидрометеоролошки работи достави прелиминарни податоци за положбата на котата на 50 годишните води, која длабоко навлегува во концесиското поле. Од одговорот на Управата за хидрометеоролошки работи, со голема веројатност може да се заклучи дека концесијата е издадена спротивно на Законот за води, односно дека границите на концесијата се во зоната на плавење на реката Пчиња, што впрочем може да се види и на терен. За да имаат правна важност, овие податоци ќе треба да се потврдат со дополнителни мерења, што ќе се реализираат во натамошната инспекцијска постапка, но не очекуваме да има разлики помеѓу овој прелиминарен наод и натамошните подетални истражувања. Утврдена е недоследност при доделување на дозволата за експлоатација во 2019 година. Оваа дозвола е издадена врз основа на одобрен елаборат за заштита на животната средина со решение од 2010 година, кој е изработен согласно правилник за формата и содржината на елаборати од 2009 година. И покрај тоа, што во 2014 година е донесен нов правилник. Како одговор на допис на инспекторатот, Управата за животна средина потврди дека за постапки за доделување одобренија и дозволи после 2014 година се применува правилникот од 2014 година. Очигледно е направен пропуст во постапката, имајќи предвид дека дозволата за експлоатација за блок Б е издадена во 2019 година, а елаборатот на кој се повикува оваа дозвола е од 2010 година, односно не го применува важечкиот нов правилник. Државниот инспекторат за животна средина ќе продолжи со собирање докази со цел преиспитување на договорот за концесија, односно дозволите за експлоатација. Ќе го известиме Министерството за економија и Министерството за животна средина и просторно планирање за индициите околу прекршувањето на Законот за води. Исто така, имајќи предвид дека елаборатот за заштита на животната средина за блок Б од концесиското поле не е усогласен со важечкиот правилник и истиот не содржи програма за заштита на животната средина со конкретни мерки, ќе побараме да се изработи нов елаборат. Затоа ќе побараме од Државниот инспекторат за техничка инспекција да наложи прекин на работите на блокот Б до одобрување на новиот елаборат. По завршување на постапката за прибирање докази, Министерството за економија е надлежно да предложи до владата да го раскине договорот за концесија. Ви благодарам. Добар ден на сите, мржите, ГИСВ.
Грижата за граѓаните е нашиот врвен приоритет и за тоа ние внимателно истражуваме каква е ситуација во Конјаре. Како концесијата ги афектира благосостојбата на жители и какво влијание има врз животна средина. Нашата институција е надлежна на заштита на водите во рамките на целокупната заштита на животна средина сега, но тоа не било случај и пред 10 години, затоа сега внимателно ја проверуваме состојбата со можните влијанија врз нашите водни ресурси и ги изнаоѓаме начините за адресирање на евентуалните последници од различните практики низ годините. Иако некои активности и дејности биле поинаку регулирани во минатото и можеби своевремено биле согласно прописите, мораме да ја погледаме и фактичката состојба на терен во случаите како овој. И потребно е сите релативни институции координирано и проактивно да се заангажираат за соодветен одговор. За тоа ние како министерство работуваме со Министерството за економија, која е дозволата да провериме дали развојот на стандардите иде соодветно компанијата. Исто така работиме заедно со Државниот инспекторат за животна средина за начините на кои ќе можеме соодветно да ја провериме и адресираме состојбата со водите на лице место преку инспекторите за животна средина. Исто така соработуваме со техничката инспекција, која е надлежно тело за овие концесии. Ова координирана активност меѓу инспекторатите, како и релевантни стручни лица и управи е добар пример како треба да се работи на сите прашања во земјата, доколку сакаме да се имплементираат потребните еколошки стандарди. Исто време, случаите како ова се за институциите за да може да се ревидираат и ажурираат инспекторските процедури, да се верификуваат и споредуваат податоците, да се подобрат политиките за заштита на животна средина, доколку е потребно, со цел да се спречат идни состојби како ова. Ние исто така ја разгледувавме можност за лимитирање на важноста на лаборатите за животна средина за проектите и начините на обезбедување поголеми можност за подобра проверка на инспекторите. Кога се некај концесиите, би сакала да прашам за концесиите за мали хидроцентрали. Веројатно го знаете случајот со Турско рудари, каде што локалното население се спротивставува на изградба на мала хидроцентрала во нивниот атар, на нивната река. Истиот концесионер и во Кочани ќе гради хидроцентрала и некои други случаи покажуваат дека начелото на вклучување на јавност во донесување на одлуки за доделување концесии и дозволи за мали хидроцентрали не е испочитувано во многу случаи. Дали ќе превземе нешто министерството да се разрешат овие случаи, бидејќи очигледно се работело незаконски во поглед на некои концесии? Значи, кога зборуваме за хидроцентралите, овие одлуки се донесени во влада пред мојот мандат. Та што не се каа шчециме, га ќе детарат, што herker kohot mendim ga комуна годината евент. Ако има грижи кај граѓаните, значи секогаш се повара мислење од општините каде што доаѓаат тие граѓани. Не се каа, ве приме јашт лиѓит, басте вендиме ќе веријес, башкме инспекторати на медицински сор, дота ширтојмата пун. Значи, ако има евентуално противзаконски действија, заедно со инспекторатот за животна средина, ќе ги разгледаме тие случаи. Жители и познаници, пред се сакам да изразам поддршка на и благодарност до Државниот инспекторат за животна средина, кој во координација со Министерството за животна средина и просторно планирање ги презема сите потребни мерки и активности во рамки на надлежностите за испитување на секој, па и на овој случај тука во Скопско Конјаре, за кој што разговараме. Многу пати се среќаваме, многу пати сите заедно навистина сакаме да ги изнајдеме вистинските решенија. Сега како координатор и на инспекцијските служби
преку владата детално сум запознат со целокупниот случај од страна на Министерството и на надлежниот инспекторат и сме во постојана координација и комуникација за сите прашања. Се со цел детално и длабински да се издржи предметот на случајот и да се постапи согласно законските норми и согласно подзаконските норми, особено правилниците кои што беа нотирани од страна на директорката Петровска. Таа ги соопшти прелиминарните резултати кои што ги има добиено од Управата за хидрометеоролошки работи, што потврдува и покажува дека ние проактивно се вклучуваме во секој еден случај. Никој во државата не смее и не треба да е над законот, а пред се нашата улога треба да ги заштитиме и овие луѓе, и населението, и сето она што природата и државата нам ни го дава. И затоа мораме детално да ги испитаме сите активности. Активностите на инспекторатот не застануваат тука и нема да застанат и во следниот период, како што соопшти директорката, следат неколку фази, за кои што при секоја една фаза, при секој едно испитување, при секој едно вештачење кои што ќе се добијат, вака јавно, транспарентно, на терен, заедно да ги соопштиме, нема што да се крие за ниту еден случај во државата, така да ако сакаме да одработиме честно и одговорно, ова е начинот и ова е пристап. Законите, како што кажав, мора да се почитуваат, никој не смее да се поставува на законот. Мора да има ред и дисциплина, особено кога се работи за нешто што влие врз загрозувањето на животната средина и крајно врз безбедноста и здравјето, како што кажав, на сите луѓе овде, но и во целата околина. Заштитата на животната средина и условите за живот во секој регион на нашата држава е врвен приоритет на владата и тоа е и третиот врвен приоритет после пречистувањето на судството, после борбата против корупцијата и организираниот криминал. Ова е трета активност или трета цел која што ја ставивме на врвот во нашата акција 21, каде што ги носиме европските стандарди дом. Ако сакаме да се грижиме за здравјето и за животната средина и ако сакаме да воведуваме нови стандарди, токму ова е начинот на кој што треба да реагираме. Борбата за заштита на животната средина е заедничка и нема компромис за секој оној кој што ќе влие врз загрозување на условите за живот и на загрозувањето на животната средина. Нема ништо поважно од граѓаните да имат достојни и безбедни услови за живот, да живеат во чиста, здрава животна средина и никој тоа не смее да го занемари на сметка на било какви бизнис интереси на било кого. Нема ништо повредно од грижата за нашата средина и за здравјето на секој граѓан. Затоа како одговорни политичари пред се, но пред се и како граѓани, се обврзуваме на силна, безкомпромисна заштита на животната средина и силно ќе се ангажираме во акцијата за чиста и здрава животна средина преку сите мерки, преку сите политики на еден транспарентен и одговорен пристап. Затоа уште еднаш на крајот сакам да ги охрабрам институциите кои се надлежни за оваа работа, инспекторатите и надлежните министерства, особено Министерството за животна средина, но и Министерството за економија, да продолжат со следните активности кои треба да се преземат и не само за овој случај, туку и за секој еден случај каде што ќе се воочи прекршување на законите и загрозувањето на животната средина. Ги охрабрувам граѓаните да ги споделуваат информациите со нас. Верувам дека тоа веќе добро го координираме и ги имаме сите информации и податоци, да ги прејуваат и преку медиумите, се со цел да спречиме појави кои што се несакани во нашето општество, односно, како што кажав, да ставиме ред, дисциплина, да владее законот еднакво за сите и да работиме во интерес и во служба на граѓаните. Благодарам.